Владата нема да примени либерализација на делот од пазарот за струја, која се однесува за граѓаните и покрај многуте критики, изјави премиерот Христијан Мицкоски, објаснувајќи зошто тоа нема да се случи. Ако го примениме, тогаш цената на електричната енергија нема да биде 62-65 евра, туку ќе биде повеќе од 100 евра за домакинствата. И тогаш вкупната цена за домакинствата ќе поскапе за дури фантастични 50%. Ние рековме тоа нема да го преземеме со сиот политички ризик што го имаме како влада и ќе продолжиме и понатаму да ја субвенционираме цената на електричната енергија за домакинствата и сите оние потрошувачи кои што се на регулираниот пазар. Која ќе биде крајната цена, ја одредува регулаторот. Дали таа ќе поскапи 3, 4, 5, дали ќе поевтини, како што тоа е случај во изминатиот период и така натаму, одредува регулаторот. Цената пак, регулаторната комисија за енергетика ја одредува на следниот начин. Откако ќе ја добие цената со која што снабдувачот ќе ги снабдува домакинствата, потоа трошоците кои што ги има дистрибутерот, трошоците кои што ги има пренос операторот и конечно трошоците за организирање на пазарот на електрична енергија. Сите овие калкулации кои ќе бидат направени, тогаш регулаторот ќе одреди конечната цена која што ќе плаќаат граѓаните. Инаку АДСМ поднесе цена која што ќе биде 65 евра за мегават час, односно 3 евра по мегават час повеќе од тоа што беше во минатото, ако во минатото беше 62, сега е за отприлика 4% повеќе, односно 65 евра за мегават сат, но никако не е над 100 евра колку што е пазарната. Разликата владата продолжува да ја субвенционира